Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното гостување ќе се фокусираме на она што е загрижувачки деновива. Тоа е некако се чини како сите да сме поднастинати, разболени, па ќе зборуваме за тоа дали ова е пикот на сезоната на грип, меѓутоа ќе зборуваме и за останатите предизвици со кои што се соочуваат докторите, особено во приватниот сектор, односно матичните лекари. За таа прилика вечерва имам доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што е председателка на Сдруженијето на приватни лекари. Добре ни дојдовте. Она што на самиот почеток го кажав е дека е очекувано во овој период од годината да се зголемува бројот на заболени од сезонски грип, па тука се накалемуваат и бактерии, па имаме секаков вид на клинички слики, меѓутоа но ова не помага и загадувањето кој што исто така е актуелно деновиве, не само во главниот град, туку и на останатите градови низ Македонија, што дополнително ја отежнува и сликата на самите пациенти. Па јас на почетокот би ве прашала што е ова што се случува деновиве, некако сите се жалат со некои симптоми кои што не траат кратко, траат понекогаш и повеќе од недела дена. Што се случува? Знаете како, значи временските услови некако не личат на зимо, значи температурните разлики се многу големи, речеме денски може да постигне до 15 степени, ноќите негде околу 0. А добро е во овој период да има снег, да се прочисти воздухот, но сето тоа изостанува како иде она глобално затоплување секоја година. Со години веќе немаме видено во градовите снег. Така да можем да кажем дека имаше празници, сите знаеме, кога луѓето интензивно се дружат, одат на забави, полесно се облечени, се бањаат, излегуваат веднаш, но сепак временските услови не се баш за така, нели, комотно да се однесуваме. Од друга страна и самото загадување, оваа магла која што стои во котлините, и сите овие честички кои што велиме различни алергени во воздухот кои што постојат од фабрики, од самите домови, од грењето, од сето тоа влијае на респираторниот систем кај нашите пациенти кои што подолго се изложени на надворешни услови. Така да оно кое што можеме да го забележиме кај најголемиот број има бактериска инфекција, покачени се леукоцитите, кај одреден број луѓе кои што се склони, кои што веќе се дијагностицирани со хронични обструктивни велодробни заболувања. Нормално се јавува обструкција, потенцирана е, поинтензивна е, свират во градите и така, но нема место за паника. Значи тоа беше ударно на првиот ден кога во мојата ординација имаше 110 влеза и другите колеги алармира, но тоа покажува колку е битно примарното здравство да работи нон-стоп и колку веднаш се прави проблем ако не работат матичните. Значи веднаш ударот е во итната служба, нели во болниците и таму, заради тоа што ние сме навистина чувари на здравствениот денар и на целокупното здравство. Значи оние гейткиперс кои што ги велат нели во светот. Така да матичните доктори во моментов сите оние кои што се со огромно искуство се справуваат со целокупната состојба, немаме блокирани болници нигде во внатрешноста. Скопје некако подостапни им се клиниките, па знаете сами идат повеќе нели козле, веднаш ги носат и така. Додека во внатрешноста и онака сме десеткувани со специјалистички кадар, 99% луѓето се обраќаат кај својот матичен, се јавуваат телефонски и за време на празниците сите матични одговаравме на пораки, на Вибер, на Месенџер, на се што може нели да му се пружи помош на секој наш пациент. Така да, тоа отприлика е состојбата. Веќе денеска сме нели 10 јануари, посмирено е, помирно е, нема веќе на таков удар. Ова беше пикот или може да се очекува пик на сезоната со грип подосна некаде? Па, да ви кажам, од моето 30 кусур годишно искуство, негде отприлика секогаш февруари е пикот. Значи, така сме имале негде околу Свети Валентин, Свети Трифун, кој зависи кој празник го слави. Така да, отприлика секогаш февруари било она кое што максимумот ќе се случи како ударен бран, но нема правила, нели, во медицината, зависат временските услови, температурите, ќе има снег, ќе нема снег и така. Додека сме на тема уште едно прашање во таа насока, што би им препорачале на гледачите? Како да постапуваат во случај на, бидејќи некогаш се случува да земаат антибиотици на своја рака, иако нели тоа се знае што се третира со антибиотика, што се третира нели за зајакнување на имунитетот, што би бил вашиот предлог или пак совет за оние кои што не гледаат? Јас секогаш кажувам дека треба да се работи на имунитетот, нели? Тоа е
приоритет за мене. Значи да може физички да се активни тие кои што можат да движат, но во вакви случаи, во вакви како што е да речеме Скопје, каде што огромен е бројот на возила, у моментов има магли кои што стварно штетат, нели, со огромен број на алергени се во самиот хемиски состав и тоа штети на респираторниот систем. Значи, ако веќе некој излегува, тоа да биде во места каде што се, нели, на планина, каде што нема многу смог, каде што, нели, може да пропешачат и да продишат чист воздух. Додека овие кои што се болни, моја препорака е да се јават кај нивниот матичен лекар, нормално да се направи преглед, да се види дали се работи само за афект, каков е бактериски или не, дали е црвено, дали има гнојна ангина, да се слушне белодробието, има ли знаци на бронхопневмонија, нема ли, заради тоа што сите искусни доктори, тоа може да се слушне, ослабено ли е дишењето, има ли влажни крепитации и се. Така да, не секаде во Македонија рентген оделенијата работат, не секаде во Македонија апаратите работат, така да во однос на сето тоа, затоа велам искуството огромно е безценето, нели, на матичните доктори, кои што, нели, во вакви ситуации имало и ќе има и се снаоѓаат одлично. Ги споменавте рентген апаратите. Еден ваш колега алармираше за тоа дека се случува проблем кога станува збор за закажување на термин за снимање на рентген. Каква е состојбата сега? Дали вие сте се соочиле со ваков проблем? И ги споменавте тоа дека одредени градови во внатрешноста воопшто немаат рентген и какви се вашите информации, што се случува, има ли во функција се, каде не се во функција и што тоа значи за целокупното здравје на нацијата? Знаете како, кога студираме медицина, значи нас ни велат можете ова да направите, рентген да упатите, значи сите работи треба еден доктор по протокол да може да ги работи. Но едноставно во изминативе години сите ние како примарно здравство многу често наидуваме на огромен број на бариери. Например, во Велес во моментот немаме специјалист рентгенолог. Значи јас не знам колку пати со помош на вас, нели, кои што новинарите следите здравство, алармирав дека мора да има распоредување на кадар. Заради тоа што во Скопје навистина многу има од сите стручности и специјалности, додека внатрешноста, нели, недостасуваат и мора да има цврста рака во јавно здравство кој што ќе каже вие од утре ќе бидете пневмофтизиолог во Велес, во Радовиш, карикирам, нели, во Велес сигурно немаме рентгенолог, па се праќаат снимките, но во Велес функционираме што ги упатуваме до специјалист хирург или ортопед, па тие ако некој падне или скрши, нели, заради тоа што нема термини, се чека, а нешто е итно, ме разбирате, некој кој ќе падне, не ми треба да знам дали тој има скршена рака, дали има скршен хумерус или, нели, дали е работата за чекање, дали е за операција, дали е за каде да се упати. Затоа здравството не може да чека, не признава, нели, немаме специјалност или треба да ќе дојдете по 5 дена или по 6 дена. Не можат сите во Скопје да дојдат и затоа, нели, се случува да ние веднаш упатуваме дали е ортопед или хирург да го прегледа тој пациент и он да си го упати и он да си ја прочита рентген снимката. Иако ќе апелирам и ќе кажам дека сите матични се стручни да прочитаат рентген снимка бидејќи полагаме таков предмет. И до сега сме го правеле. Значи многу поедноставно и поевтино е за здравствениот денар да не го упатувате ви и да видите дали стварно има потреба да го упатите до хирург и да трошите упат. Упатот значи пари од страна на фондот, значи ќе се изфактурира специјалистички. Затоа сите треба рационално да се однесуваме, да видиме што можеме, како можеме. Дури јас би рекла, не е лошо, нели, да ни се праќаат снимките, нели, некако електронски, како што сега ги праќаат Скопје. Значи, ако го снимаат пациентот, ние да имаме, како што сме имале право пак да си го упатиме во секое време, да видиме да ни се прати секој матичен доктор. Мислам дека може да ја добиеме на компјутер или на мејл и да видиме дали стварно треба пациентот да го упатиме или да го смириме дека сепак се истегнал само мускул, дека нема потреба, дека нема опасност од скршеница на колк, клучна коска, независно, паѓаат луѓето, се лизгаат и биле на пониква, биле сакале снег да видат. Значи, па тоа може да се случи од обично симнување по било скали, каде, да. Но јас зборувам за една рационалност и рационално трошење на здравствениот денар. Не гледам зошто ние, нели, да не можеме да го упатиме, ако некое дете паднало и се гледа дека има проблем, нели, со рачниот зглоб, да ни ја пратат снимката и да видиме има скршеница, нема скршеница. Секој матичен доктор може да го види тоа, како што сме го гледали до сега. Да, одредени за тоа, кои се барањата на вие како матични лекари, предизвиците кои што ги имаме во однос на
Оно што вие го барате во однос на оно што очекувате да го добиете, оно кое што ви следува, ќе го позборуваме секако понатаму. Меѓутоа, додека сме на темата за загадениот воздух, вие споменавте одредени препораки што да се направи. Меѓутоа, статистиките велат дека околу 400.000 смртни случаи во Европа имало во 2021 година како резултат на загадениот воздух, а за жал пак последните статистики кои што излегоа тука кај нас е дека секој 9 смртен случај на новороденче во Македонија е некако поврзан со загадениот воздух. И додека чекаме да се најде решение, кое што очигледно нема да биде лесно и нема да биде брзо, кои би биле вашите препораки останати, освен, нели рековте, не се излегува кога е загадено времето, меѓутоа, кои би биле вашите други препораки за како ние самите се заштитиме кога станува збор за загадениот воздух? Прво, нели, во затворени простори сметам дека не треба да се пуши, заради тоа што, нели, во кафаните, вие ако отидете, огромен број на лица не се пушачи, немаат ни еден цигар запалено, но вие ако отидете со друштво кој што се остатокот, нели, се пушачи, во тој случај се случува да вие треба да го дишите тој чад целокупниот кој што се наоѓа во таа затворена просторија. Така да, каде да отидете во светот, во елитни ресторани, во кафани, било каде, а не се пуши и мора да го запазиме тој момент. Ние едно време порано сме го имале тој закон, каде што, нели, во затворени простори не се пушеше и мислам дека тоа е првиот момент каде што треба да се работи малку на подигање на свеста на луѓето, нели, мислам дека ние сме најпушачка нација и тоа го кажа Светска здравствена, нели, организација спрема сите статистики. Да, 46% од граѓаните се пушачи. И тоа е многу сериозна бројка. Значи, јас како лекар, како некој професионалец, кажувам, апелирам, но верувајте, многу ми е жал кога ќе треба на пациентот да му соопштам дека има карцином на бели дробови, а сум го молела 30 години да запре да пуши, и они запираат да пушат текот кога ќе го добијат карциномот со метастази. Затоа велам, државата мора да има повеќе апели, мора да има повеќе проекти владени, каде што ќе се апелира и ќе се работи уште од мали нозе, што е штетно, што не смее, кои се последиците од сето тоа. Само заеднички сите, ако се уклучиме во такви кампањи, можеме да промениме свеста, да подигнеме на едно повисоко ниво и да не бидеме први во светот по најлошата работа, нели? Сметам дека пушењето на самите цигари пишува дека пушењето е штетно, унатре имате 200 токсични супстанци, нели, така некако да влиееме заради тоа што последиците повторно го трошат здравствениот денар. Така да, носење маски, пак ја кажам, не штитат, нели, од сето ова што се случува, заради тоа што... Едно од препораките да се носат од тие K1 маските, дека би го намалила, нели, оние ситни частички кои што се во воздухот, кога станува збор за загадениот воздух. Знаете како, не е добро ни она што ќе го издишите да го вдишите. Повторно кажам, луѓето не можеме да ги запреме, ние да не движат, да не одат на работа, немаат сите возила, за да отидат децата да се ги земат или било што, но во секој случај движење, нели, излегување по потреба, каде што мора, нели, нормално да испаднете, да се движите во градовите. Проблемот е, повторно ќе кажам, во големите градови, оваа загаденост. Во помалите места нема толкав број на возила. Повторно ќе речем, околу пушењето мора да се подигне свеста и би сакала на вистина законот за забрането пушење во затворени простори да се врати, да стапи на сила, нели, кој сака сегде има простори или надвор или било како, нели, тие што се пушачи, кои што едноставно велат, мене нема да ми се деси ова, но последиците од пушењето и од загадениот воздух се, гледате, зголемен број на пациенти со карцином на белодробие, карциноми на гласни жици, значи малигнитети и еден куп. Така да сите тие токсични супстанци штетно влијаат на човековиот организам и не би сакала, нели, да се лажеме, да велиме не берете гајле, пушете си, нема ништо да ви биде. Јас сум човек кој што, нели, апелирам кај сите мои пациенти и тие што пробале и што пушеле, но да работиме на подигање на свеста, пушачите да ги направиме непушачи, да се движат на чист воздух, физички да бидат активни и да прават редовно контроли ако веќе почувствуваат било каква промена, нели, во белодробие, во некој друг дел од своето тело. А кој совет би ми го далеш на што да обрнат внимание веќе кога сме на темата за пушачите? Пушачите редовно мора да прават контроли на гласните жици и одреден, нели, нормално преглед кај матичен доктор во однос на било кој проблем, ако или болка почувствуваат во пределот на белодробието. Така да ние во моментов имаме огромен број на пациенти со карциноми на белодробие, малигнитети на дебело црево, на карцином на дојка, тие се 3 момента кои што предначат во однос на малигнитетите кои што се јавуваат и еве некако се зголемени тие бројки за жал, нели, во нашата држава.
Кога станува збор за матичните лекари, за она што значат кога станува збор за самото здравство, дека буквално кај вас доаѓаат први пациентите, кога имаат потреба од вас, меѓутоа статистиките покажуваат дека за жал, се помал број на матични лекари имаме во државата. Па за само една година имаме дури 400 матични лекари помалку. Па ако во 2014 имало околу 1800 лекари, сега имаме околу 1000 ако во 2024 имало 23.800, сега е некаде 1400, да. Зошто се случува ова? Дали се помал интересот на младите да бидат матични лекари? Дали тоа значи дека оно што се случува во останатите сегменти во здравството, како одењето во пензија, е исто што се случува и кај матичните лекари? Кој е најголемиот проблем со кој што се соочувате? Повеќе фактори се. Значи, најголемата бројка ја достигнавме тогаш, негде 2014 година, кога концесионерите, имаше закон во државава, 2007 година, да сите колеги кои што се во примарно здравство во јавните здравствени институции, здравствените домови, ги направија концесионери преку ноќ, така да и ние бевме 900 и они настанав 1800. Моментот е еден тренд кој што навистина разочарува, да ни еден од младите доктори не сака да биде матичен. Сите се гледаат како специјалисти, тоа е убаво, човек да има амбиции, но државата мора да има систем. Системот мора да има континуитет. Значи, ние после долги години некако запоставување на примарното здравство, се случи да имаме огромен број на амбуланти, каде што имаме прекрасни објекти, како што е во Извор, во Богомила, во Иванковци објекти, значи каде што цврстата градба е направена, каде што имало кревети, бироа и се, но таму веќе нема матични доктори. Значи, едноставно државата нема систем со години наназад. Јас кој што велам национална стратегија, кои ќе дојдат независно, едни, други, трети, кои што ќе раководат во делот ресор здравство, мора да имаат систем да таквите места не смеат, каде што има жители, каде што има народ, се уште има раѓање и млади, се извинувам, да мора да се пополнуваат. Порано секогаш имало правило, да кажувам за еден период пред 30 години, да секој кој ќе заврши, барем 3 години мора да работи во некоја рурална средина и после да има право да бира која специјализација се чувствува, дека може да ја работи. И она што се добри практики од минатото, повторно најдобро препорачувам да мора, нека не биде 3 години, али 2 години, секој млад кој ќе заврши да го испече занаетот, да биде во овие места, и тоа е непроценливо богатство за тој народ таму, заради тоа што и Богомила, и Извор, и еден куп други села и места помали, да не ги бројам, многу се такви, каде што има народ, а нема доктори, нема стоматолози, нема превентива, нема ништо. А додека по статут се вели дека пристапноста до здравствени, барем најосновни услуги, треба да биде за секого еднаква пристапност, да има пристап барем до матичен доктор. Така да, тоа е едниот момент. Другиот момент е што од 2001 година, значи кога е сменет капитациониот бод, претходно имавме од 1992 до 2001 начин на плаќање по услуга, кој што не беше добар. Ако се разболите, ако отидете на одмор, нема средства, треба да платите и имате законско право да си отидете на одмор, но немате средства од што да го поминете месецот. Го променивме во 2001 година во септември и од 2001 значи до 2010-2011 вие имате 10 години каде што бодот не се променува 45 денари. Рачунете колкава била инфлација, промени, се поскапело. После тоа негде од 2010 до сега, да речеме, од 45 денари, сега е 75 денари. Само 30 денари се променил капитациониот бод, а знаете колку е се друго сменето и покачено за тие години. Казни кои што во изминатиот период исто така имало во големи количини за некои нелогични работи. Ние се трудиме како здружение, апелираме и сега едно од барањата ни е за се прво доди со опомена. Не смее да има уништување на такви малечки фирми, но кои што се многу битни за Македонија, со некој зошто некој не пратил покана за пациентот, да бидат сумите огромни, 257.000 или било како. Така да едно од нашите барања е да се доди прво со опомена. Значи не може во здравствениот систем казни да нема за секундарно, за терциерно. Значи ние сите бевме сведоци дека некои 20 милиони евра ги снемало и се случиле криминали на онкологија.
ние не слушнавме некој да е казнет, некој да е финансиски оштетен или да е тргнат или било како, или да ги врати парите. Ние не бараме, нека ги враќаат во здравство па да има за сите. Така да, тоа се неколку моменти. Значи, финансиите се едно од битното. Второ, што едноставно, многу често и со години ни беше обеќавано дека матичниот ќе може да работи и ехо, и доплер. Ме разбирате, тоа се, да речеме, практики каде што е стручен и може да направи едноставно да се едуцира секој матичен доктор и да идеме многу побрзо до диагноза и да спасуваме човечки животи. Семејниот доктор кој што беше воведен исто од 2009-10 нели почна такви некои промени каде што еве јас сум специјалист по семејна медицина, но нели бодот уште €1 се велеше уште тоа време дека ќе биде, но многу нешто знаете како ќе го сменат директорот на фондот, ќе го сменат министерот и проектите пропаѓаат. Затоа нели мора да се направи национална стратегија во која што би ги пополниле тие празни места. Бодот, еве, бараме да се покачи, имаме барање такво, имаме обеќање од новите директори, кое што е за поздравување дека такво нешто ќе се случи, нели, во периодот негде околу 1 април. Така да наше е како здружение да ги лоцираме проблемите и да нудиме решенија и да ги бараме тие од раководните лица, кои што се директори на фондот, кој е министер за здравство и партнерски еден однос, нели, да лоцираме што е најдобро за нашиот народ. Најавени, оно што беше најавено, имавте вие состанок со здравствените власти и одредени работи успеавте, ќе ги позборуваме што се успеавте да направите во овој краток временски период, меѓутоа од друга страна дали се свесни на тој разговор им ги кажавте овие работи, јасно ли им е што се случува, бидејќи сепак тие луѓе дел, например министерот за здравство доаѓа од здравствениот сектор сега, би требало да познава одредени работи во здравството. Да, знаете, господин Таравари е иако тој доаѓа од јавното здравство. Од јавно здравство, да, меѓутоа не вие ги имате проблемите од приватното здравство. Да, но он е многу запознаен со проблемите заради тоа што нели е близок со работник и за семејна медицина и таму знам дека имаше контакти со специјалисти по семејна медицина. Еднаш беше министер, нели, 3 месеци на почеток, после тоа долги години, нели, од кога помина Беким Сали, Филипче, Демири, нели, многу се сменија министри. Повторно е господинот Таравари и да се надеваме, нели, јас знам дека он запознаен со сите проблеми и да се надеваме да еве ќе се движат нештата, така да имаме комуникации, нели, еднаш имавме пред 3 месеци каде што го запознавме со сите наши предлози, барања, нели, што чини, што не чини. Таму побаравме од Министерство електронско здравство да се унапреди, хартијата да се тргне, нели, луѓето да не бидат оптеретени да идат. Ако е некој во Охрид, мој пациент, да може, ако ми рече хитно ми треба упат, да можам да му го креирам електронски, како што се функционираше во време на короната. Нема значи, нешто. Тој веќе систем кој што е утврден и може да функционира, ако веќе функционирал за време на короната. Ако функционирал за време на короната, јас мислам дека, знаете како, 21 век нема нешто што не можете софтверски да го направите. Само треба добра волја, цврста рака, нели сето тоа да се направи во пакет, да биде тоа легитимно, да биде дозволено. Знаете, во кога беше корона беа вонредни мерки. Значи гледавме што помалку контакти да има, што помалку нели едни со други да се среќаваат и тогаш тргна електронскиот рецепт, се сеќавам Ден Дончев беше тогаш директор на фондот. Така да се сме побарали и многу нешто се променети на наша иницијатива како здружение, да речеме, и јас сум среќна заради тоа. Што еве едно по едно ги буткаме нештата, бараме. Потешко е додека се стекне довербата дека навистина намерите ни се добри и гледаме што повеќе од новите доктори да бидат матични, да може да имаме и ние замена, бидејќи огромен број на колеги си одат во пензија, не сакаат да продолжат, заради тоа што огромна е администрацијата, има казни, тешко е неограничен број на влезови. Имате ли статистика колку се од младите? Бидејќи еве на пример дел од вашите млади колеги матични лекари сме ги видели во студиото. Дошле тука, меѓутоа мала е бројката. Како да се натераат младите, да ги кажавте проблемите со кои што се соочуваат, меѓутоа дали постои одредена друга стимулатива која што може да ги натера или да ги привлече да бидат матични лекари? Еве вие кога бевте млад матичен лекар, што беше накусното што можеби тогаш во ваше време ве привлече во овој смер? Јас од секогаш сум сакала. Значи, некој кој ќе рече до 18 дека не знае што сака во животот, јас уште имам Војко хирург кој што ми беше идол и сакав да бидам лекар и да спасувам човечки животи и 5 пати да се родам, мислам дека повторно ќе си ја изберам.
На вистина, мојот став е дека се што работите треба со љубов да го работите и треба да го сакате тоа. Така да нема поголема среќа и убаво чувство во душата кога пациентот ќе се врати спасен после еден инфаркт, нели, ако навреме му дадете се што треба, навреме му откриете, нели, некоја диагноза. Младите доктори мислам дека мора, повторно ќе кажам, да се опреми примарното здравство. Значи да работат медицина. Тој што решил да биде доктор, тој сака да диагностицира, да открива диагнози, да третира и да го среди пациентот максимум колку што може на негово ниво. Мора да се допремат примарните со еха, со доплери, повторно ќе кажам, брзо да идеме до диагноза, а не цело време да гледаме во компјутерот и дали имало печат, дали шифрата била, ме разбирате. Според вас, административниот дел е поголем терен на матичните лекари, односно отколку никој не сака, нели, знаете, толку многу папирологија да се внесе на едно место во картон, да се внесе во компјутер, дека е сето тоа заведено, така, значи да се врати докторот да биде доктор, повторно ќе кажам. Затоа, нели, ние притискавме кај новите, значи да видиме со ово електронско здравство, електронски рецепти, електронски упати и ни обеќа, нели, во една средба која што имавме со двајцата директори, дека негде од крајот на март или април би почнал тој електронски рецепт, каде што дел по дел да тргаме. Бараат колегите, сме барале, пред многу години сме го тргнале едниот дневник, каде што не може вие да запишувате и во компјутер и паралелно да водите уште еден, тој се печати на крајот на денот или било која контрола на фондот, да дојде, може, нели, од тој месец, тој ден, може да го испечатите. Така да ние дури сме дале предлог да може и контролата на фондот електронски да прави контрола, преку интернет или било како да има влез во нашите компјутери, да може да не се одзима, да не се прави стоп 4 сата кога се прават тие контроли, да може докторот да си работи, а фондот нека си ја работи, или неговата работа да провери некое боловање или било што, нели, комисиско. Значи комуникацијата да биде на еден, нели, партнерски однос на кој што никој на никого не би му сметале во работата. Да, секој да се работи во својот сегмент. И пациентот да не чека. Зашто што вие не знаете во чекалната кој ќе дојде контрола, нели, дали имате пациент со криза хипертензивна, дали го стега, дали го гуши, дали паднал, значи кај нас не се чека едноставно. А треба еднакво време да им се посвети на сите пациенти за да се прегледаат како што треба, да. Бараат внимание. Во оваа насока се надеваме дека ќе продолжат со плод напорите на владата за дигитализација, во која насока треба и буквално со еден матичен број да биде кажано се што е поврзано не само со нашето здравје, меѓутоа со сето наше функционирање во општеството. Да, по ID да се најде се што треба сегде во системот и во сите ресори. Да биде една взаемна соработка меѓу институциите. Да, за ова меѓутоа и за останатите предизвици ќе поразговараме, меѓутоа ќе направиме една кратка пауза тука за рекламите, па продолжуваме за кратко со останатите прашања. Бидете со нас. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, претседателка на Сдруженијето на приватни лекари. Позборувавме за вашите предизвици со кои што се соочувате. Па во таа насока ги споменавте односно специјализирањето во областа семејна медицина. Најавени беа вработување во здравството, па повеќе од 1000 лица почнуваа да работат од месецов, како што најави министерот Арбен Таравари, и кажа дека наскоро ќе се објави и список за 315 специјализанти кои ќе одат на специјализации и меѓу нив 15 најдобри студенти по медицина кои што покажале најдобро знаење би добиле и работа во јавното здравство. Меѓутоа, колку треба и државата да направи стратегија кога веќе ги дава специјализациите да бидат насочени не само проблемот со матичните лекари, меѓутоа и со останатите специјализации, односно дефицитарни специјализации кои што се проблематична категорија во државата? Знаете како, повторно идеме на онаа национална стратегија која што ја спомнувам, нели, при секој мој настап, каде што треба да има планирање. Значи мора да има една институција која што ќе се занимава во државата. Ако одреден доктор за 5 години оди во пензија, вие треба пред 6 години минимум да распишете, нели, конкурс за хирург, за пневмофтизиолог, за сите специјализации кои што недостигаат во една болница. За да нема, нели, да се случи вакуум, се надеваме дека тоа мора да оди плански. Дали ќе се даде тоа на лекарска комора, дали тоа што сегде во светот се планира се.
Во Словенија вие не можете да отварате и да се вработувате сите на клиника. Недомеќинското работење и негрижата на многу министри кои што поминале, одредени се специјализации, сите директори во болниците, да речеме, се трошеле пари, вие го специјализирате одреден доктор и тој заминува на специјализација и никој не се враќа назад. Ниту во Виница, ниту во Велес, Значи, не може така. Било каде, еве, во Бугарија или било каде. Вие треба 5 години специјализирате, ќе дежурате, и уште 5 години да одработите за болницата која што ви ја платила специјализацијата. Тоа во приватно здравство не може да се случи. Додека Има ли простор, имаат ли слух властите предходно сега? Како според вас треба да се направи таа национална здравствена стратегија? Во моите изјави порано сум кажувал дека мора да се направи географско-информативен систем, точно во која болница што има, што недостига и да се каже, нели, овде за 5 години ќе нема хирург. Значи, еден попис треба да се направи. Мене, јас тоа така би го средила како некој кој што долго време се грижи и следиме здравствени политики. Тоа се прави со бројки, барате од сите болници да ви кажат, нели, дневна бројка, се прави пресек и одредувате и треба министерство да даде да каже овдека треба да пополниме да имаме кожни, да имаме пневмофтизиолози, хирурзи, да имаме оперативци, офталмолози, уво, носи, грло, од сите да не ги редам стручности, анестезиолози, заради тоа што во изминатите години се случи да имате анестезиолог, немате хирург, немате анестезиолог. Значи не може таква дисфункционалност да има. Значи сите тие ги плаќате и треба, нели, како во приватните болници да биде рентабилен и да врати пари на болницата. Така да, зошто велам, сегде треба домаќинлук и во една мала фирма, и во една болница, мора грижливо, нели, да се грижите и за персоналот, и за секој кадар, нели, во секое ниво. Така да и сестрите се многу важни, техничкиот персонал е важен. Овдека бројките кои што ги спомнавте, во разговорот со министерот кажа дека оние кои што се трета, четврта, пета година, значи веќе кои што навлегле малку во таа специјалност, тие ќе бидат вработени. Веќе оние кои што се прва, втора, нели, може следната година. Околу бројката каде што кажа 600 специјализанти дека се, нели, во моментов. Да, вкупно, да. Ова кое што кажувате бројките 1000, тоа се работи за сестри, за друг технички персонал. Не станува збор само за доктори, туку за вработување во здравството, како што рече. Така да јас кажувам дека сегде фали кадар, заради тоа што, нели, ако отидете еве во една болница, имате во моментот само ортопед, немате и хирург, нели, нели, треба да се разграничат болестите, па тогаш тој специјалист покрива се, нели. Така да треба, повторно ќе кажам, ако навистина сме сериозни и сакаме, нели, да работиме во интерес на здравјето на народот, да направиме подобро планирање, национална стратегија, бројки, база на податоци, колку сестри, за колку време ќе се пензионираат, колку кадар ни треба и на крај да се добро платени, да се чувствуваат доктори, и тие во Виница, и тие во Дојран, и тие во Скопје, како што се судиите, нели, имаме закон за плати за судии во државата, така сметам дека треба, нели, исто во Словенија, нели, вие сте сегде исто платен, но ви даваат распоред. Да, вие во Крајнска гора можете да се вработите. Не може сите во Скопје да работат, ме разбирате? Значи треба да се практицира и затоа е гужвата на клиника. Имавме дури предлог на министерот да сите онколошки пациенти, онколошката терапија, нели, да им се дава, да им се праќа дома. Рачунајте секој ден таму по 200 души сигурно чекаат за да земат, нели, 3-месечна терапија. Така да седнеме, да се види големата слика, се што недостига, има моменти кои што не се пари, а можат да се променат да биде подобро. Дел од проблемите кои што ги предочивте, особено кога станува збор за делот на функционирање во помалите средини, се руралните амбуланти, голем предизвик и голем проблем кога станува збор за функционирање токму на тие амбуланти. И сега руралните амбуланти во кои нема медицинска сестра и каде останал само лекар, следниве 2 години ќе може да продолжат да функционираат и нема да треба да се затворат. Ова е дел од разговорите кои што ги имавте со Фондот за здравствено осигурување. Одлуката доаѓа откако изминативе месеци 48 амбуланти, односно ординации, алармирале дека немаат медицинска сестра. Ова го продолжува и онај проблем кој
кој што се случува изминативе години назад како последица на тоа што не се обрнувало внимание, сега веќе тоа исто како на време да не одите на лекар, ако не го третирате на време проблемот, веќе касно, како што е проблемот не само со докторите, меѓутоа и со останатиот медицински персонал. Да, тоа се 48 рурални ординации кои што постојат и се за поздравување колегите кои што се решиле, кои што сакале да останат во тие мали места, да се грижат за здравјето на нивните сограѓани. И на вистина тие луѓе се за поздравување заради тоа што работат во тешки услови, значи немаат многу апаратура, немаат стручен кадар друг, нели од секундарно или терциерно во близина и тука се гледа нивното искуство, нивната пракса, нивната умешност во практикување на медицината. Иначе најалармантни беа 8 ординации за кои што ние нели алармиравме. Тоа беа во Блатец, во Виница, во Радовиш 5 ординации каде што колегите алармираа до мене да веќе на вистина состојбата е неиздржлива, значи поминуваат оние 60 дена кои што сме ги избоксувале при некои претходни разговори со други директори, со други министри, заради тоа што нели во државата постои закон каде што вели дека мора тим да работи. Сите матични доктори значи не можат да замислат без сестра да работат, но ако ја нема, не е во ред нели да се затвора ординацијата на докторот, кој што исто така е нели скапоцен за тие пациенти, за тие луѓе таму. Така да тука фондот излезе во едноставно во пресрет на нашите барања, да ги спасиме тие ординации, да не се затвораат заради тоа што ако и доктори нема и во тие места, верувајте ми, за кратко време луѓето ќе се иселат, нели сите кои што имаат здравствени проблеми, а целта не е нели да ги уништуваме малите места, напротив, јас сметам дека после овакви гужви, хаоси во градовите, народот секој треба да почне да размислува нели за децентрализација, за иселување во подобри средини за живење, во помали места нели кои што би биле почисти, поеколошки и поздрави за секој човек. Овие 2 години што се дадоа како простор, дали ова значи во тие 2 години треба да најдат останат медицински сестри, што ќе се случува после тие 2 години? Се даде еден период, кој што е нели едноставно елегантно решение за оваа тешка ситуација во која што се Значи да не се затвора, туку во овој период од 2 години да се најде начин како повторно да функционира таа ординација во како што функционирала предходно. Значи, ако едно такво мало место како Блатец имало на времето 1900 жители, сега е околу 900 жители. Значи, начинот на плаќање за тие рурални места е поинаков. Еве сега избоксувавме да фондот нели даде уште 22.500, значи да се зголеми сумата заради тоа што луѓето патуваат, нели мора да имаат јаки возила за да стигнат до тие рурални амбуланти. Така да мора финансиска помош, мора поголем инпут да има нели во примарното здравство и за руралните ординации и целокупно едноставно процентот кој што се двои за здравство е многу мал за примарното здравство. А ние сме столбот. И ние сме базата која што нели ја држи оваа пирамида наречена здравство. Така да сметам дека со добри разговори, добро е што имаме чести средби, добро е што секојдневно алармираме ние за било каков проблем на некоја ординација. Брзо се иде до решение, се бараат нели солуции кои што нели дали со закон ќе се решат, дали со некој правилник на фондот ќе се решат. Добро е што комуникацијата е во континуитет и секогаш работиме во интерес на колегите. За мене како здружение најбитно да го задржиме секој еден колега, да привлечеме и нови колеги кои што ќе сакаат, но да се чувствуваат доктори. Начинот на плаќање во иднина понатака, нели за оваа година е тоа што сме преговарале, но мора да има сигурност. Значи, секој доктор за да остане, вие начинот кога ние сме почнувале со 23 пациенти во 92 година и сега кога сите пациенти се поделени, било кој да отвори од 100-200 пациенти не може да собере. Тука е проблемот и таа несигурност. Но кога би имало централизирано каде што фондот ќе каже или лекарската или министерство, да вие ќе отидете таму и ќе имате толку и толку сигурна плата, ќе имате сестра, ќе имате сигурност. Нема да имате стрес секој ден, нели? Во однос на финансиска нели подкрепа. Сумата на овие кои што се почетници исто така беше 50, сега е мислам околу 60.000 денари, стимулации кои што сме ги договориле повторно со една друга директорка пред многу години. Знаете како, расте просечната плата, растат трошоците, значи сега мора да имате софтвер, боца за кислород, принтери, тонери, компјутери. Да не кажам, значи тоа се уште еден куп 32 ставки кои што не се медицина, треба да ги фискална каса. Значи
одржување, данок од објектот, значи многу има трошкови каде што вие нели треба да имате средства сигурни за да го платите. Само еден софтвер кој што треба да работите 10.000 денари. Принтери, тонери, ампули, хартии, ви кажувам, значи тоа е огромна сума на пари кои што треба да платите. К15 треба да имате да дадете, приватното здравство веќе од 2012 година исплаќа К15, доека во јавно здравство немате К15. Така да има навистина огромен број на ставки, имаме ставки за плаќање кои што се фиксни секој месец и имаме ставки кои што нели секој месец се различни. Така да треба да имаат финансиска сигурност младите за да влезат во ваков ризик. Дел од вашите барања е капитацијата, односно зголемување на капитацијата. Разговарано ли е за ова и која е вашата стратегија, односно како гледате на тоа, бидејќи со зголемување на капитацијата нели ќе се подобра некако и самото функционирање на ординациите? Да, тоа е за поздравување. И колку барате како зголемување капитација? Значи, спрема сите статистики, моменталната е повторно ќе кажеме 75 денари и ја избоксувавме последен голем штрајк кога беше министер господинот Беким Сали. Кога реагиравме заради тоа што претходно 5 години немаше поместување, не може нашето барање да секоја година во март или било кога, нели буџети и ребаланси кога ќе се прават, значи да нема потреба од штрајкови, значи сепак станува збор за интелектуалци, за доктори кои што треба да седат во амбуланта и сестри и да работат, не да штрекуваат цело време на улица да излегуваат. Значи да мора да постои формула. Значи колку е инфлацијата, нели таа година спрема ММФ или Народна банка во нашата држава, нели тој процент колку се зголемува за јавно здравство, толку да оди за примарно здравство. Значи да ги следи трендовите, значи да ги следи трендовите за да нема прелевање на кадарот. Иначе, затоа што веќе не само станува... трендот е, значи, ако сестрите повеќе заработуваат во еден кам маркет или во некоја самопослуга, независно, нели, ово што го спомна, верувајте ми, веќе огромен број на сестри се занимаваат со други активности, кои што нели се подоходовни и затоа имаме одлив на кадар од примарно здравство, затоа велам треба и заедно да ги следиме трендовите на покачување на плати и средства. И тоа го баравме заедно со синдикатот, независниот синдикат за здравство, да секоја година во март да има некакво порамнување и нели да нема притисоци, да нема медиумски настапи, преговори нормално секоја година треба да има за подобро здравство со фондот како да направиме, но тоа да биде елегантно решение каде што нели би се договарале на маса како вистински партнери. Уште едно од работите кои што ќе се сменат годинава, се очекува дека од јуни годинава ќе има така наречени, односно нема да се издаваат веќе оние хартиено функционирање за рецепти, туку ќе имаме електронски, така наречен електронски рецепт. Што ова за вас ке сигурно и за вас ќе ви го лесни многу секојдневното функционирање, меѓутоа што ова ќе значи за граѓаните кои што не гледаат? Како ќе им се подобри нивното функционирање? Кога би го добиле тој електронски упат? Значи, ние баравме за се. Односно електронски рецепт. Да, сега постои хроничен рецепт и за хроничен, ако вие дојдете кај мене или ми се јавите телефонски дека одреден лек ви треба, јас тоа веднаш ќе го процесуирам. Станува збор за хроничните болести, терапија, да. Но ние побаравме и за едноставно да не се печати, хартија да не се троши толку многу, заради тоа што вистина е голем издаток и нема потреба, нели ако на некого му треба или некој хирург назначил, а пациентот се наоѓа во Скопје или било како, да можеме да го служиме веднаш, побаравме да биде електронски, заради тоа што сега ако вие се запишете кај мене во моментов и од еден доктор преминете во мојата ординација, јас нема да можам веднаш да ви издадам терапија, нема да можам веднаш да ве услужам, а напротив, нели вас веднаш ви треба терапија. Така зошто тука е недостатокот? Тука е заради тоа што има префрлање на податоци, нели ажурирање на базата на податоци, каде што мој термин комуницира со базата на фондот, нели едно министерство, така да еднаш во денот се ажурираат сите тие податоци и ако вас ве запишеме денеска, во систем не можам да ви издадам терапија. Значи веќе другиот ден. А вас ви треба, мора тоа другиот ден, некогаш нели повторно ќе кажам, минути се битни за нели одредена ситуација здравствена. Со електронскиот рецепт придобивката е таа што секој пациент со самото префрлање кај матичниот доктор веднаш ќе добие терапија, веднаш ќе биде услужен, веднаш ќе биде префрлен и тоа е нешто кое што е позитивно и ни треба. Затоа велам да здравството мора да има континуитет и не сме да има прекини вакви. Знаете што значи да некој да дојде од село
и вие во град му велите извинете, знам дека ви треба терапијата сега, ама јас утре пак ќе дојдете. Значи времето е пари. Значи луѓето се многу И возрастни и здравје. Младината околу возрастните ја нема, иселена е огромен број, секојдневно се иселуваат. Ако порано се селуваше само, да речеме, таткото, како нели столбот на едно семејство, сега заминуваат цели семејства. Така да околу возрастните проблемот е што нема млади лица, многу често се мора таксист да викаат за да ги донесе, тоа се стари лица над 80 години, кои што им е тешко да дојдат и да се вратат нели до градот и да земат се, и замислете вие да ги вратите и им речете ама денеска џабе сте го платиле таксито 1000 и нешто, утре пак треба да дојдете по терапија. Затоа велиме, нели, да биде малку да ги олесниме тие моменти, беше на наше барање, фондот и тоа го прифати за поздравување, каде што ќе се олесни тој момент и да нема вакуум од еден ден, да нема вакуум од 24 часа, каде што вие нели на пациентите не можете веднаш да ги услужите, а ваш ви е основна улога услуга кон пациентот, нели, давање терапија. Да, во ноември минатата година се сретнавте со представниците на Фондот за здравствено осигурување, при што беа договорени неколку точки кои што веќе ги разговаравме и во емисијава. Прв чекор, како што беше и соопштението, нели е рецептот до 2025 што би се реализирал, мерката за руралните лекари во малите средини, оно што го зборувавме, меѓутоа што може да очекуваме како активност ваша на приватни лекари за оваа година, што ќе биде вашата следна фокус за подобрување на условите во кои што работите? И дали може би се очекуваат некои најави од здравствените власти за што би можело да се најде некој заеднички договор? Разговараме, имаме две работни групи кои што ги договоривме на таа наша заедничка средба. Едната група е која што работи и дискутира за дел од казни. Значи, ние навистина како здружение сметаме дека казнената политика треба да ја смениме, да биде, нели, кон подобро да се придвижи, и другата е превенцијата. Сметаме дека многу малку се работи на превенција во државава, едноставно е запоставено или не сакаме да биде проформа некоја превенција. Така да наши предлози беа да се дискутира, да направиме база и статистика, нели, во фондот на порталот кој што, нели, да речеме, постои во нашиот, нели, фонд за здравство, и да едноставно да се наполни таа база со податоци колку имаме пушачи, колку имаме малигнитети, и така би можеле нашите директори кои да се, нели, и сегашните и идните, да креираат подобра, нели, здравствена политика, да гледаат каде треба поголем процент од средствата да се усмери, така да за менталното здравје да видиме, заради тоа што навистина и таа бројка е загрижувачка, каде што огромен број на младата популација пие антидепресиви. Едноставно не се спремни за живот. Игрите кои што ги играат. Што значи тоа млада популација? Од колку години? Кои се вашите сознанија? Веќе, нели, средна школа, нели, при крај, факултет. Никогаш на почеток кога сум работела немало потреба да издаваме толку антидепресиви. Луѓето стресно реагираат на најмал проблем, како да не се спремни да го решат, да го надминат. Тоа што не било едноставно карактеристика за нашите генерации кои што, или ние сме живееле, така да ако се земе на статистика да се види колку е потрошувачката на елицеа, на пароксетини, на сентри, навистина е голема и загрижувачко, и затоа велам дека ние мора да поработиме навреме да ги откриваме сите депресии, навреме да ги откриваме сите анксиозности, државата да поведе поголема грижа кои игри играат децата, оние како што се GTA, некој Mortal Kombat и не знам, тоа се едноставно игри кои што мислам дека влијаат на психата на малите деца, ги прават анксиозни, ги прават агресивни, и верувајте ми, нели, која е средината која што го опкружува едно дете, нели, така и ќе се развива тоа ментално здравје на тоа дете. Така да од мали нозе родителите да имаат повеќе време за своите деца, алармирам, нели, да обрнат внимание кои игри ги играат и како што повеќе физички да се активни децата, така да целта ни е, нели, превенцијата да биде приоритет, сериозно да имаме време да дискутираме со нашите пациенти, со родителите на децата кои што имаат психички проблеми, и таа не е мала бројка, така да затоа велам, нели, мора некако повеќе да имаме време за оние пациенти кои што се депресивни, да разговараме, да им го смениме погледот на светот, нели, да ги советуваме. Вела дека и депресијата, односно менталната состојба во која што се наоѓа еден човек многу влијае на тој како е би се рефлектирало тоа на неговото физичко
Да, здравје. верувајте ми, значи во оние семејства каде што има такви, нели, пациенти, страда целото семејство, така да мора, нели, да се направат што повеќе центри каде што, нели, би се обрнувало, би имало време да се разговара, нели, минутажа да има за тие пациенти, навремено да се детектира, да се следи нивната состојба, заради тоа што тоа се ситуации каде што имате вие дома или повратник, некој зависник или луѓе кои што користеле дроги и веќе психата нивна не е како што треба, пати целото семејство. Така да такви центри треба да има повеќе, каде што ќе се прави една ресоциализација. Повторно многу пати сум дискутирала да луѓето се повеќе се чувствуваат осамени и треба да има кафиќи каде што за самци, како што има во Америка, каде што, нели, повторно би работеле на таа дружба, која што е многу битна за мене. Верувајте ми, за некои деца битно е денеска некој да им се насмее, некој да ги праша, да имаат со кого чај да се напијат, да се тргнат од оваа, нели, сета техника која што ги обкружува, компјутери, таблети, мобилни телефони, значи мора да има забрани во школите. Гледаме колку пати децата сидат несрекни заради тоа што постои, нели, тоа малтретирање во училиштата, нели, од некои агресивни деца. Така да има многу моменти, имаме многу за што да работиме, но повторно ќе кажам, мора да има докторот време за да го погледне пациентот во очи, да види дали е тој анксиозен, дали е среќен, да праша зошто е несреќен и да се најде решение или да се даде соодветна терапија да му се подобри животот. Доктор Чолакова Дервишова, ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на емисијата За или Против со еден матичен лекар. Ги поразговаравме оние прашања од тоа што се случува во моментов со здравствената состојба на граѓаните, па се до предизвиците со кои што се соочуваат докторите, каде што првенствено одиме кога нешто не ни е добро. А вие ви посакувам да останете во добро расположение со Алфа телевизија и секако да останете со нас и викендот кој што е пред нас. Имајте убава вечер и убав викенд.